Новиот патриотизам значи да се обединеме сите христијани, муслимани, атеисти во идејата за заедничка иднина. Тоа е Македонија за сите луѓе. Ова беше пораката на лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски од трибината во Гостивар по повод Меѓународниот ден на мајчиниот јазик. Тој порача дека тоа што мајчиниот јазик представува за македонците, подеднакво исто значи за нивниот мајчин јазик и за другите заедници во Македонија. Затоа, ако се бара почит кон сопствениот, треба да се понуди почит и за мајчиниот јазик на другиот. Сите со свој мајчин јазик, но сите со иста болка, со иста радост, со исти желби и исти потреби. И затоа велам дека Македонија е за сите луѓе. Македонија за сите луѓе, кажете го на сите јазици, но значењето сепак на крајот е исто. Македонија е за сите луѓе затоа што ова не е само обична политичка порака или слоган, туку суштина, темелот врз кој ние треба да го градиме нашето заедништво. Мицкоски посочи дека јазиците го одбележуваат постоењето на народите и предпочетокот на државите и како такви се најважниот столб на идентитетот, со кој еден народ го знаат пред светот. Мајчиниот јазик е најважното идентитетско обележје на еден народ и на неговата култура. Навистина тој е идентитетот на луѓето, или како што Блаже Коневски велеше, тој е единствената, неподелена татковина. Мисла која во суштина не одразува територија, туку идентитет на народ. Го означува неговото постоење, богатство и е неговата лична карта пред целиот свет. Затоа јазикот представува најважниот столб на идентитетот врз кој се потпира и се гради државата, и затоа многу сериозно и со голема предпазливост треба да се приоѓа кога се разговара за секое прашање кое се однесува на јазикот на еден народ. Во стручните излагања, професорот Михајло Марковиќ од Универзитетот во Тетово истакна дека македонскиот јазик не може да биде дијалект на друг јазик, туку може да биде само спротивното, давајќи примери со лексеми. На македонски јазик имаме лексема прашање, а на руски и на бугарски имаме вопрос-въпрос. Вежба на македонски јазик имаме упражнение и на руски и на бугарски. За албанскиот и турскиот како мајчини јазици на трибината се обратија професорите Агим Полјоска и Махмуд Челик.